Во едно мало село, скриено меѓу зелените ридови, живееше девојче по име Ема. Таа имаше златно срце и секогаш беше подготвена да помогне на секого, без разлика дали тоа беше нејзиниот сосед, загубено животинче или некое дрво што имаше потреба од вода. Секое утро, Ема се будеше со насмевка на лицето и ја започнуваше својата мала мисија, да го направи светот малку подобро место. Еден ден, додека шеташе низ шумата покрај селото, слушна тивко плачење. Се приближи и зад едно дрво пронајде мал зајак со повредена шепа. О, малечок, рече Ема со нежност, немој да се плашиш, ќе ти помогнам. Го зеде зајакот во своето ранече, го однесе дома и му ја преврза шепата. Секој ден се грижеше за него, му носеше моркови и му раскажуваше приказни. По неколку недели зајакот заздраве и повторно можеше да скака. Но, наместо да избега во шумата, остана со Ема, станувајќи нејзин најдобар пријател. Со текот на времето, зборот за Ема и нејзиното златно срце се прошири низ селото. Луѓето почнаа почесто да се насмевнуваат, да си помагаат едни со други, и селото стана највеселото место во целиот крај. Но еден ден се случи нешто чудно. Сите цвеќиња во селото почнаа да венеат. Небото беше сиво, а животните се криеа. Луѓето беа загрижени. Што се случува, праша Ема еден старец кој живееше на крајот на селото. Се вели дека кога љубезноста ќе се изгуби, природата се тажи, одговори тој. Ема не можеше да дозволи тоа. Таа зеде една мала тетрадка и започна да запишува добри дела што секој во селото може да ги направи, да помогне на баба да премине улица, да засади дрво, да нахрани гладно маче. За неколку дена селото повторно оживеа. Цвеќињата процветаа, небото се разведри, а животните излегоа од своите скривалишта. Сите знаеа дека тоа беше заслуга на Ема и нејзиното златно срце. И иако беше мала по години, нејзиното срце беше големо како целиот свет. Од тој ден, секое дете во селото сакаше да биде како Ема, храбро, грижливо и полно со љубов.